Подготвена ли си за маратонот за кој што се договоривме? Јас ли? Одбрав 3 басни, кои ептен јасно опишуваат неколку човечки особини. Едва и чекам да ти ги прочитам. Јас подготвив 3-4 басни. Може јас прв да почнам, а? Повелите, слушам. Си бил еден лав. Ама не лав, како што си личи, силен и здрав. Лавот од оваа басна бил многу стар. Живеел долго, па опаднал и веќе не можел ни со брзината, ни со снагата своја да ги победува и да ги раскинува животните што би ги уловил. Бил разочаран и исплашен од помислата што судбина го чека. Дење ноќе мислел и размислувал како да се снајде. Што да правам? На лов не можам да одам, а ми се јаде. Како да дојдам до вкусно парче месо? Без душа мрморел лавот. Еден ден му дошло на ум дека ако нешто не може да се направи со снага и со сила, се прави со мајсторија и со итрина. Се престорил болен. Влегол во својата пештера и се истегнал и спружил колку што е долг. Пукнал глас и сегде се расчуло дека оној силен и страшен лав одвај душа врти и дека му се ближи крајот. Леле, колку животни ја посакувале смртта на мокниот, безмилосен цар на животните, лавот. Под изговор дека му одат во посета, навалиле жителите на шумата. Кој попрво очи ќе заслади со издивнувањето на лавот? А лавот? Тој секое животно што ќе влегло во пештерата си го принесувал како на болен поната. Значи, наивните, помалку глупави животни ги јадел. Еден ден, пред пештерата на лавот дошла лисицата. Дзиркајки низ вратата прашала: како си, цару наш? Оближувајки се и преправајки се дека капалдисува, лавот одговорил: лошо, мила моја керко, лошо, што не влезеш, дојди поблизу, ми требаш да ме надгледуваш. Прости, лаву, немам време, за одење сум. Мудро одговорила лисицата. Ај, не сакам да влезам. Ти гледам многу траги кон тебе, а ниједна трага не излегува надвор од твојата пештера. Седи ми со здравие. Си бил еден волк. Еден ден решил за ручек да се гости со јагне. Или барем со овца. Но останал гладен, зашто овчарските кучиња убаво си ја завршиле работата. Го подбрале волкот. Здраво го подбрале со своите заби, па волкот едва испасил глава. Таков сиот, издрпан од кучињата, легнал крај една река. Лежел и овкал така, кога здогледал една овца. Пасела тревичка, малку подалеку од него. Волкот си ја оближал устата и почнал да ја моли овцата. Овчички пријателки, немоќен сум, слаб и уморен. Види добра, донеси ми малку вода, да закрепнам. Овцата се вратила 3 чекори наназад, па му одговорила.
И јас со задоволство и лесно би го сторила тоа. Ама, иако си издрпан и осакатен, и таков, ти си волк. Па се плашам да не си повеќе гладен, отколку жеден. Го рекла тоа и брзо го фатила патот. Си бил еден лав. Страшен лав. Лав кој колку и да јадел, секогаш бил гладен. Еден ден, барајки нешто за ручек, здогледал еден зајак. Здрав зајак, како спие под едно дрво. Многу лесно можел да го зграби, но во моментот кога сакал да го направи тоа, токму таму и токму тогаш поминала една срна. Лавот го оставил зајакот, рикнал од лакомост и тргнал по срната да ја фати. Од големата врева, зајакот се разбудил, видел што се случува и фатил магла. Исчезнал. А срната, таа била здрава и во кондиција. Трчала без да се сврти да види до каде е лавот и успеала да му побегне. Лавот се вратил по зајакот, но нашол празно легло. Вртејки со главата, лут сам на себе си рекол: никој не ми е виновен. Си го имав пленот врака, но алчен по поголемиот го испуштив и тој што го имав. Ете ми го мојот ум. Си бил еден волк. Бил зол, нечесен, крвожеден, но стар. Остарел и не секогаш успевал да го улови пленот на кој му се намерачувал. Еден ден здогледал убав коњ како пасе на ливадата покрај шумата. Плашејќи се да не му избега или да не може да го совлада, волкот решил коњот да го улови со измама. Му прозборел, ама кротко, со милозлив глас: конче, те гледам од убав по убав си. За убавина не страдаш. Но кажи ми, здравието те служи ли? Арен ли си? Или не дај Боже, имаш некоја мака? Коњот имал слушнато каков ѕвере волкот, па лесно го насетил лукавството. Во мигот смислил како да му го дотера умот на волкот. Волчко, ти благодарам на прашањето. Не сум добар, имам мака. Со заднава десна нога. Нагазив клинец и сега уф. Луто ме боли. Страшна работа. Волкот брзо му рекол: каква страшна работа? Јас со забеви мои ќе ти го извадам клинецот. Нема да сетиш? Коњот застанал и ја подигнал ногата, а волкот му се приближил и се поднаведнал поарно да го види клинецот. Коњот го ритнал по муцката, со сета сила, му ги искршил сите заби и побегнал. А волкот останал да вие од болка и сам на себе да си зборува. Вака значи завршува секој кој во неправда, лага и измама се надева. Тешко мене, без заби си останав. Си бил еден лав, си било едно магаре и си била една лисица. Чудно, ама еден ден тројцата се здружиле и решиле заедно да одат на лов. Откако уловиле богат плен, лавот му наредил на магарето да го подели на тројцата. Магарето без збор прифатило да го распредели пленот, не друго си рекло: лав си е лав, цар на животните е, го личи да дава наредби. И магарето го поделило пленот на 3 еднакви дела, па им рекол на лавот и лисицата
да си земат по еден дел. Кога го чул и видел тоа, лавот збеснал од лутина, рикнал гласно и луто, како никогаш дотогаш и го изел магарето. Кога ја дојадувал последната магарешка коска и рекол на лисицата: "Ајде, лиске, подели го пленов на 2 дела. Само на 2. Толку сме. 2 сме." Лисицата без збор го собрала сиот плен на куп, го ставила купот пред лавот, а за себе одделила само малку ептен, малку. 2-3 залака храна имало во нејзиниот дел. Лавот со чудење ја прашал: "Мила пријателке Лиске, кој те научи тебе вака да делиш?" Туѓата несреќа ме научи, мил мој, најмил пријателе. Несреќата на магарето ми беше опомена што смеам, а што не смеам да правам, ако ми е мил животот. Му одговорила лисицата и час поскоро си заминала. Гладна, ама жива и здрава. Си бил еден волк. Бил лакон, стрвен, ненаситен. Еднаш на една гозба толку без усул брзо јадел и лапал, што за малку ќе се задавел, зашто во грлото му залетнала една голема коска. Почнал да вие и да лелека, молејќи ги сите што ги знаел и не знаел да му ја извадат коската и витувајќи за оној кој ќе му помогне голема награда. Долгоклунестиот штрк ги слушнал молбите и витувањата на волкот, па се полакомил за наградата. Застанал до волкот. Волкот ја отворил широко устата. Штркот ја вовлекол главата во грлото на волкот и ја извадил коската. "Ајде сега, дај ми ја наградата. Ти го спасив животот," рекол штркот и горделиво штракнал со клюното. А волкот, покажувајќи му ги острите заби, му одговорил: "Ти се шегуваш со мене, штрку шарен, штрку мил, да те наградам? Зар ти е мала наградата што ја извади главата цела и здрава од мојава уста? Треба да си среќен што моиве заби ти ја оставија на раменици. Ајде, бегај додека не сум се разлутил." Штркот в час одлетал, чудејќи си се самиот на себе. Што си мислев кога помогнав на волк? Што добри наочекував од еден таков злосторник? Да бегам и да берам памет за друг пат. Си бил еден волк. Бил опасен и немилосрден ловец. Еден ден грабнал една овца од едно стадо и тргнал што подалеку од овчарите и од кучињата за на мир и со лезет да ја изеде. Но, барајќи скришно место низ шумата, налетол на лавот. Зверот, познат како најхрабар, без двоумење и без некоја мака, му ја грабнал овцата на волкот. Гледајќи го како се гости со неговиот плен, волкот, стоејќи подалеку, му довикнал на лавот: "Вау, вау, 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 лаву! Неправедно ми го зема мојот плен, ми го украде. Да знаеш, нема да ти биде сладко." Лавот, гледајќи го со подсмев, му одговорил на волкот со ржење: "Како да не? Зар ти со правда го доби пленот или пријател ти го подари? Ајде, мајни ми се од пред очи да не те стокмам за мојава трпеза, па да ти стане јасно
со кого се задеваш. Маратонов не да не ме измори, туку и ужива во читањето и слушањето басни. Јас можам да прочитам стотици басни во еден здив. Лесни се за читање, ептен се забавни и не се опишува колку се поучни. Басните се закон.